Почитувани ученици, добро дојдовте на мојот наставен час по предметот македонски јазик. Јас сум наставничката Билјана. Денешна наставна содржина која ќе обработуваме е интерпретација на текстот Роденден. Празнуваме различни празници во домот. Денешните цели на овој час се да се оспособите со целосни реченици да одговарате на прашања во врска со текстот, да се оспособите за гласно читање на текстот, да читате со разбирање. Прослави во семејството. Да започнеме со прославите. Со празниците. Празници кај нас е, само неколку ќе набројам. Великден, Бајрам, Божиќ. Именден. Името си има свој ден. Роден ден. Роден ден на мама, на тато, на мој, на бато, на дада, на другарче некое. Прослава, забави, домаќин, храна, музика. Слава. Во секоја куќа треба да се слави по една слава. Свети Лука, Свети Кирил и Методи, Свети Никола, Свети Пантелеимон. Има многу слави. Што е тоа празник? Каков е тој ден? Пошто празникот се разликува од другите денови? Какво е расположението за време на празниците? Заврши ја реченицата. Кога ќе кажам празник, мислам на колачиња, на посета кај мојата тетка, на фотографирање, на убава облека, на весело расположение. Верувам дека вие имате уште многу други зборови кои што сакате да ги кажете. Празниците се најубави моменти во семејството. Новата година не потсетува на новогодишна елка, Коледе на турбичката, Бајрам на баклава, Великден на вапсани јајца. Роден ден не потсетува на една убава роденденска торта. 8 март е денот на жената. Секој од вас активно учествува во подготовките за одбележување на празниците во вашето семејство. Размислете како учествувате во одбележување на празниците во вашето семејство. Дали може ја украсувате елката? За родендените, дали помагате околу украсување на тортата или масата? За слава или именден, дали пречекувате гости? Дали вапсате и украсувате јајца за Великден? Дали правите колачи или баклава за Бајрам? Заеднички празник. Омилен празник и како се празнува. Ова се Лана и Джема. Лана празнува Великден, вапсуват јајца и одат во црква, додека Джемал слави Бајрам. За време на Бајрам се служи баклава и одат во џамија, но заедничко. Име тоа што и двајцата имат роден ден. Двајцата го слават 8 септември, односно државниот празник. И двајцата имат роднини. Да се навратиме малку на роденденот. Каде и како го прославувате роденденот? Кого поканувате на веселбата? Што мора да има секој на секој роден ден? Верувам дека на веселбата ги каните другарчињата од одделение, роднините и секако најблиските. На секој роден ден мора да ја има најубавата роденденска торта. Што е тоа роден ден? Роден ден е име за датумот на раѓањето на некоја личност. Луѓе од различни култури ја слават оваа годишнина. Денеска ќе го изучиме текстот Роден ден. Јас ќе ви го прочитам, а вие внимателно сакам да ме следите. Ќамил и Ѓорги се на роден ден кај Ѓоргина. Таму се и Маријана и Горан. Тие и го дадоа подарокот на Ѓоргина. Благодарам, рече Ѓоргина, се насмеја и го одвитка подарокот. Ова е многу убаво, навистина благодарам. Седнете ве молам. Наседнаа околу масата. Ѓоргина ја донесе тортата и ми ја подели на сите. Песна ја исполни собата. Пееја и мама и тато и баба и дедо. Ѓоргина наполни 7 години, а тоа треба да се прослави, рекоа мама и тато.
Каде се случува действието? Действието, ученици, се случува во домот на Ѓоргина. Ние можеме од самата илустрација да погледнеме дека на илустрацијата е прикажано девојче како носи торта со свеќичка број 7. Значи полни 7 години. Балони, веселба и многу другарчиња. Тука верувам дека позади е мама и ова е тато. Значи станува збор за роден ден. Действието, да се навратиме, се случува во домот на Ѓоргина. Кој славел роден ден? Секако Ѓоргина. Кои деца дошле на прославата? На прославата дошле Ќамил и Ѓорги, Маријана и Горан. Каде наседнале децата? Децата наседнале околу масата. Што донела Ѓоргина? Секако, Ѓоргина ја донела незината роденденска торта. Колку години полнела Ѓоргина? Ѓоргина наполнила 7 години. Ако си внимателен, лесно ќе ги препознаеш речениците од текстот. Поврзи ги правилно речениците и истите препиши ги во тетрадката. Ќамил и Ѓорги секај Ѓоргина наседнаа околу тортата, масата, собата. Масата. Ѓоргина ја донесе тортата. Песна ја исполни собата. Ѓоргина наполни 7 години. Но тоа ќе го ставиме на крај. Зборови кои ги сретнавме во текстот. Ѓоргина, торта. Внимавајте, ученици, некои зборови кои што ќе ги наведам тука и не сме ги сретнале во текстот, затоа ве молам за внимавање. Наседна, Петар, бебе, маса. Зборот Ѓоргина точно го сретнавме во зборот, во текстот. За секој точен одговор ќе нацртаме по едно сонце, а за секој неточен одговор ќе напишеме по еден X. Торта. Дали тоа зборот торта го сретнавме во текстот роден ден? Точно. Наседна. Точно. Го имаше и тој збор. Петар. Неточно. Бебе. Неточно. Маса. Точно. Сите наседнаа околу масата. И на крај Ѓоргина наполни 7 години. Одиме подолу во учебникот. Вели, поврзај и прочитај. Зборот јаде треба да го поврзаме правилно. Односно, пред зборот јаде, дали можеме да додадеме и друго кратко зборче? Појаде. Не. Најаде. Може. Прејаде. Може. Јас се прејадов. Најаде, прејаде. Лета. Полета. Може. Слета, слета птица. Може. Налета. Точно. Може. Полета, слета, налета. И најдолу имаме зборови. Ова се кратки зборови кои што имаат стрелка над нив, односно 2 стрелки и од левата и од десната страна. Зошто се овие зборови напишани? Бидејќи овие се зборови кои што ќе ги прочитаме и од напред и од позади, ни даваат исти збор. Да почнеме да читаме од напред. Ете. Да почнеме да читаме од крај, наназад. Ете. Ене, ене. Око, око. Ама, ама. Значи, без разлика од која страна ги читаме овие зборови, читаме исти зборови.
Домашна задача. 3 пати да се прочита текстот и да се препишат речениците на страна број 51. Драги ученици, се надевам дека ви се допадна овој час, дека ви беше доста интересен и дека научивте повеќе. Ви благодарам на вниманието, довидување до наредниот час.